На левата страна, како што рековме, се наоѓаат алатките со кои што можеме да работиме во нашето одделение. И на десната страна имаме едно поле каде што ќе ги пишува сите оние работи кои што сме ги сработиле. Например, тестови, задолженија, задачи. Тука пак на ова копче секогаш можеме брзо да отидеме до некое одделение, доколку сакаме друго, за таму да работиме. Прво ќе почнеме со ова левата страна. Првото копче од менито ни е зидот на одделението, што го видовме пред малку. На зидот можеме да пишуваме порака, можеме да ја одбележиме како announcement, можеме да аплодираме нешто, односно да додадеме некој файл кој што сакаме да го постираме тука. Можеме да разгледаме во веќе фајловите што постојат во оваа група, во ова одделение. Можеме да додадеме некој линк на кој што сакаме да го посетат. Второто копче е дискусија. Значи тука можеме да започнеме некоја дискусија на која што ќе сакаме да разговараме со ова одделение. Третиот линк ни е assignments, односно задачи, задолженија кои што ќе сакаме да ги ангажираме нашите ученици. Assignments и креирај assignment, односно креирај задолжение, задача, име на задолжението, објаснување на задолжението, дали сакате повратна информација да ви испратат во врска со него, дали сакате да нема оценување, да се трга оцената и поените. Доколку сакате да го оценувате, може да напишете максимум поени кои што сакате да ги добие, а вие можете да го оцените и да пишете помалку. Можете исто така да обележите до кој датум сакате да ви го испратат најдоцна. Избираме датум и тука ќе треба рачно да напишете време, до колку часот, например 22 часот. И се генерира автоматски што напишете една бројка или две. Можете исто со ова задолжение да подигнете некој файл да им испратите, или да пронајдете некој файл во вашите фајлови, или пак да им испратите исто така линк кој што сакате да го посетат. И одиме на save, тогаш ќе снимате задачата. Ја направиме некој пример. Оценување на цртежи за тромесечие, исто така објаснување, можеме да напишеме малку поопширно за тоа. Сакаме повратна информација секако. Дали ќе се бодуваат, може и да не се бодуваат, може да се бодуваат. Ќе ставиме максимум 100 и еве до 16 до 23:15. Одиме save и се зачувува оваа задача. Сите членови, односно сите ученици од ова одделение, од овој курс, ќе може да ја видат задачата која што сме ја задале, односно задолжението, и ќе може да ни вратат некоја повратна информација во врска со него, или да коментираат. Значи ќе може да коментираат, да вратат некоја. Тука ќе на ова поле веќе ќе ги имаме сите вратени, сите повратни информации од учениците. Бидејќи претходно задавме една задача, односно да испратат цртежи за оценување за тромесечие, на assignments можеме да видиме дали некој ученик има веќе испратено цртежи за тромесечието, за да ги оцениме.
гледаме дека еден од учениците има испратено својата работа, и пишува дека се чека од оценка. Исто received on time значи дека е примено на време. Можеме да ја разгледаме, стискаме на името на ученикот во ова поле и ни се отвара или тоа што го има испратено ученикот. Може да биде тоа файл кој што го аплодирал, може да биде текстуален файл, слики и така натаму, значи се што сте побарале од ученикот и некој објаснување за тоа што го испратил, го пише точното време, кога и часот е испратено. Долу можете да реплицирате, односно да дадете некоја забелешка, да се заблагодарите и така натаму. И тука веќе можете да му дадете поени за тоа што го испратил, односно како ја извршил својата задача. Например, тука ќе ставиме 65 поени, го снимаме тоа. И веќе гледате, тука се смени, односно пишува дека за задачата да добил 65 од 100 поени. Тоа беше за assignments.